Представниците на политичките партии ја прекинаа координативната средба за Собраниската комисија за прашање на изборите и именувањата за дополнителни партиски консултации за партиите. Натаму останува спорно прашањето околу председателот на комисијата. ВМРО-ДПМН бара тој да биде член од нејзините редови бидејќи има најголем број пратеници, додека СДСМ вели дека првиот човек на комисијата треба да биде од редовите на парламентарното мнозинство. Специјалното јавно обвинителство денеска соопшти дека отвора 4 финансиски даночни истраги против 4 лица, а во следните денови ќе биде поднесен и обвинителен акт за случајот Транспортер, каде првообвинет е градоначалникот на Битола. Првите две истраги под кодно име Табла и 300 се за злоупотреба на службената положба, додека другите две истраги Тотал и Тифани се за даночно затајување. Напаѓачот од вчерашниот терористички напад во Лондон пред британскиот парламент им бил познат на службите и бил приврзаник на исламистичка идеологија. Премиерката Тереза Меј денеска иронично порача дека неговото херојство никогаш нема да биде заборавено. Не сме уплашени и нашата одлучност никогаш нема да биде на тест пред тероризмот, рече пред парламентарците Меј.